Почитувани, Зоран Заев и СДСМ ги измамија граѓаните. Пред да дојдат на власт, ветуваа понески трошици за нафта за граѓаните и дополнително зелена нафта за земјоделците, а токму сега ќе ја зголемуваат нејзината цена за скоро 4 денари. Едно прават кога се во опозиција, а чим се доберат до власт сосема друго. Прво, на 27. август 2012 година на пресконференција, Социјалдемократскиот сојуз побара од владата на ВМРО ДПМН да се намали акцизата на горивата. Цитирам: "Бараме владата итно да ја преполови акцизата на нафтените деривати, со што ќе поевтинат бензините за 10 до 12 денари." Денес, ноември 2017 година, кога Социјалдемократскиот сојуз има апсолутната власт во државата, најавува дека наместо намалување, граѓаните ќе плаќаат фиксно скоро 4 денари повисока цена на нафта по литар. Второ, на земјоделците лично Заев лажно им ветуваше зелена поевтина нафта. Тој во декември 2016 година објави: "Ке воведеме поевтина зелена нафта, односно нафта која за половина ќе ги намали трошоците на земјоделците." Затворен цитат. Не само што нема поевтина зелена нафта, туку тој ќе им ја зголеми цената на нафтата по 4 денари, што значи земјоделците ќе останат извисени. Ова се две лажни ветувања на СДСМ кои еве денес излегуваат на површина. Зголемувањето на цената на нафтата непосредно ќе се одрази на стандардот на граѓаните, особено на земјоделците. Се работи за масовно зголемување на вредноста на производ кој е неопходен и од кој зависи секое домакинство. Препораките на владата дека треба да користат помалку автомобили, ако сакале да заштедат, само ја потврдува одлепеноста на СДС од реалните потреби на граѓанинот. СДС ги излаже граѓаните. Покачувањето на цената на нафтените деривати престанува грабеж на владата на Заев, на обичните граѓани кои ќе го поднесат товарот на неодговорното и раскалашено владење. СДС е само 6 месеци на власт, а не реализира ниту еден проект за општо добро. Единствено што направија е зголемување на трошоците на животот. Доколку СДС сака да обезбеди пари во буџетот, потребно е финансирање на развојни проекти и капитални инвестиции, кои за жал повеќе ги нема. Неспособната сега влада на СДС прави дека треба да се плати од џебот на граѓаните. Благодарам.